Особено чест задоволство ми е да ги покарам на сцената на Олвеб за прв пат челниците, односно челните луѓе на некои од локалните агенции. Претходно сме имале луѓе од агенции помали поголеми, вклучувајќи некои нормално од агенциите кои што сега ќе ги представиме, меѓутоа никогаш не сме ги имале нивните директори или луѓето кои што да кажеме на некој начин ги носат главните одлуки. Ќе зборуваме малку повеќе нормално за она што зборуваме цел ден диджитал. На сцената ги поканувам Александра од Publicis, Владимир од Мекен, Адрија и Сашо Пешев, New Moment. Чекайте вака, ја овде да седнам. Вака вајде требаше, не знам. Би требало сите да добиете микрофони, јас сум озвучен цел ден. Не е толку многу страшно светлото. Поведете. Ајде, Сашо. Во подготовката на овој панел, мислам дека ќе ми биде многу потешко да ги соберам луѓето на едно место. И одиш со тактика, првин ќе го увидиш тој што мислиш дека најлесно ќе можеш да го увидиш. Па после следниот е уште полесен, третиот е најлесен. Така функционира системот кај нас. Кажи кој беше првиот. Ќе почнеме првин од првиот, да се представи и да каже нормално од каде доаѓа, но она што е побитно да отвори темата, да каже што точно тие работат на тема диджитал. Што сега се случува во агенција? Александра, повели. Добро, good to know. Александра Дилевска, Publicis Group Македонија, веќе 19 години. Денес ние славиме 19 години. Честитки, не знаевме. Сега вака, прво ние да кажам што ние правиме во однос на тоа. Па се тоа ќе трае. Значи, моменталната ситуација, каде е диджитал во вашата агенција? Rising. Добро. На диджитал, мислам диджитал, јас вака многу паушално се употребува терминот. Да. И вообичаено прво се замислува само онлайн или дигитални медиуми и така натаму, тога е многу пошироко, ние некако повеќе го во предизвикот дали ќе имаме еден дигитален юнит или дигиталната функција ќе ја прошириме ни сите оддели како начин на мислење, на концептуализирање, се одлучивме за втората. Така да имаме многу различни дигитални специјалисти или луѓе кои има специфични специјалности кои ни помагаат и кои ни овозможуваат да развиваме концепти во време каде што дигиталните комуникации се многу битни. И тие се од медиа специјалисти до технолошки специјалисти и дигитални стратегисти. Можеме да зборуваме дека тоа се половина од вашиот персонал, десетина, 5%, да не идеме во суви бројки. Знаете како, се е дигитал, не знам како да објаснам, значи вие не можете, јас не ја сакам веќе поделбата, овие традиционално размислуваат, а овие дигитално размислуваат. Значи суштината, светот е сосема променет. И вие не можете да викате сега јас ќе смислувам телевизиска кампања и после овие другите ќе смислат како тоа ќе иде понатака по другите канали. Вие во корот на идејата веќе размислувате во кои канали, на кој начин ќе ја пренесете, која технологија ви треба. За да ја смислите идејата, мора да ја познавате технологијата. И луѓето што ги бирате во агенцијата се такви, или ќе научат, или ќе земете плюс некои нови што имат баш специфични знаења. Владко, во мрежата на Мекен, од која што ти доаѓаш, сега си одговорен за еден поширок регион, не само за Македонија. Како се таму поставени работите сега? Па морам да кажам дека секоја агенција има своја поставка, свој модел како тоа го работи. Јас можам да зборам за нашата агенција во Скопје, значи за Мекен Скопје, и од пред 3 месеци јас работам во Белград и сум вклучен во менаџирањето на една, ајде да кажам, релативно нова дигитална агенција, можеби некој од вашите гости слушнал за нејзе, Drive. И мислам дека тоа искуство ми помогна многу да сватам како треба од сега па натаму да биде дефиниран модел на дигиталните комуникации во склоп на една ние сите агенции кои што работат во Македонија се релативно мали како големина на агенцијата. Во Скопје
дигиталните комуникации или оно што го кажа Сашка, јас наистина не знам како да го какво е точно името на тој Така. департмент или све, го почнавме пред 5 години. Јас најпрвин бев против тоа дека ние треба да имаме луѓе кои што во своите позиции ќе имаат, во своите job description ќе имаат дека они се одговорни за некакви дигитални комуникации. Сметав дека самото време во кое што живееме мора едноставно луѓето да бидат насочени кон тоа дека дигиталните комуникации ќе бидат во основата на комуникациите, меѓутоа како и многу пати до тогаш не бе во право. Вработивме човек, девојка, која што едва и чекаме да се врати од трудничко боледување. Поздрав до Билјана. Да, која што ни даде една нова визија како тоа треба да се развива. Мислам дека од тогаш два пати го променивме случајно или намерно начинот на кој што работиме. Во моментов тој тим брои четворица или петорица луѓе кои што се дедицирани, ајде да кажам тоа, повторно тешко е да кажам каков е нивниот опис на работа, меѓутоа јас и менеджментот се труди колку што е можно во агенцијата да уфрлиме таа дигитална култура, дека тоа не треба да биде на крајот на процесот или да биде едноставно залепено, туку да биде суштински дел од работата која што од производот кој што ние го вадиме. Сега ако можам уште една минута, како тоа го работи? Да не се буни само, не. Се буниш? Искуството во агенцијата Drive е потполно различно. Значи таму немаме акаунт менеджер, немаме креативен директор, значи таму работат луѓе кои што едноставно размислуваат. Јас тоа го велам онака сега, ајде можам да кажам лаички, они се размислуваат само за контент, за ништо друго. Сега, например, работиме за клиент кој што се вика Carnex, предпоставам дека сакам низ пластични примери да кажам, предпоставам дека на гостите тоа најмногу ќе им биде интересно. Значи, проектот за Carnex не е дека ние сега треба да смислиме, не знам, кампања за да не знам, производот 4 виршли во фолија биде подобро продаден. Проактивно се работи на проектот секој ден или 365 сендвичи од Carnex. Значи, разликата помеѓу моделот на традиционална, да речам, маркетинг агенција и дигитална агенција е совршено различен. Ако овде имаме, не знам, научени сме на тоа да имаме годишни договори, па сега добиваме бриф за проект, па за тоа знаеме дали ќе добиеме фи или ќе бидеме на проект фи. Ваму е 95% проактивен пристап, значи агенцијата е таа која што му пристапува на клиентот и му вели дека за вас во ова време добро е вие да комуницирате на ваков начин и за тоа ви го предлагаме овој проект. Сашо? Па, ја не знам, сакам да видам контраст обично и може и да ја направам дискусија малку поинтересна. И генерално најавата на самава дискусија дека еве некои се тука традиционални агенции, а некои се дигитални, па тие се со само тоа што некој ќе се каже дека дигитална агенција и носи маичка вака убаво како тебе фраерска и носи смакнати панталони, не значи дека он е тренди, секси, дека е иновативен, а у крајна линија ништо не значи дека он знае што треба да направи со производот, знае да го развие брендот, знае да ги исполни бизнис целите на клиентот и генерално воопшто не сум љубител на поделби од типот ова е дигитал, ова е дигитално, ова е традиционално. Мислам дека основата на све идејата, дали имаш добра идеја, дали имаш добри планери кои знаат точно таа идеја како да аплицираат, таа идеја да донесе резултат на клиентот, да донесе резултат на брендот, да постигнат одредени цели кои се треба да се и бизнис цели, не само да се комуникацијски цели. Инаку генерално во Македонија многу од тие агенции кои веројатно има и тука некој може да ќе го навредам, што се нарекуваат дигитални агенции, всушност представуваат закупувачи на банер, онлайн банер и администратори на Facebook страна. Не сакам да ве навредам, меѓутоа најголем дел од
дигиталните агенции у Македонија го работат тоа. Тоа е базичното ниво и за жал, еве, со исклучок на пар добри дигитални кампањи кои повторно едната потекнува од Publicis, дигиталната кампања за Стопанска банка, значи потекна па од другава страна од нас, старите пензионерите, не секси фраерите. Сепак мислам дека базична идејата, главните креативни потенцијали и понатаму во оваа држава се во традиционалните агенции. Да ми одговори на прашањето. Значи, new moment во моментов, како е структурирано и како го третира диджиталот. Мене ми е совршено јасен овој мобет и ќе стигнеме до него, меѓутоа, ајде да ја поставиме таа основа, чисто. Велиш дека си сакаш да бидеш контраж, нормално тоа е отворено. Јас тебе со контрапрашање, што е дигитал, објасни ми. Па ќе ти кажам, што имаме ние од дигитал. Значи, комуникацијата што се случува, ајде да кажеме, преку интернет, преку веб. Значи, дали имате посебни луѓе, дали секој тоа го работи, дали имате посебна екипа, како го третирате тој момент? Значи, дали го интегрирате во постечката работа, пошто очигледно е тука, сите го работите, сите го работиме. Ако земеш сега и тоа се смени во последниве години, генерално традиционалните дигитални агенции порано беа составени од 3 дела. Едниот дел беа медиски закуп, онлайн медиски закуп. Делумно, вториот дел беа ова што го зборувам, стратешки планери, креативци и така натаму, и третиот дел беа програмери. Значи, во нашата агенција никогаш, за жал, тој трет дел сме го немале. Никогаш не сме вработиле програмери кои може да аплицираат таа идеја ако е нешто повеќе од само Facebook страна и закуп на банер. Ние не сме имале тоа било секогаш аутсорсирано, впрочем оваа држава и тешко да обезбедите такви луѓе, бидејќи тие се многу скапи, има милион компании кои ги аутсорсираат и вие треба да лицитирате со 1000-1200 евра плата да вработите еден кај себе. Значи дека не сме ги имали. Меѓутоа ова другото што подразбира стратегија, креатива, дури закуп на дигитални медии пред се онлайн, го имаме кај себе. И генерално македонската стратегија со закуп на банери се покажува прилично неефикасна, бидејќи прво и глобално фиксните банери даваат многу слаби резултати. Имате 0,1 клик на 1000, што значи од 1000 луѓе само еден ќе ви го отвори банерот. При тоа тој банер може да биде и погрешно кликнат, може да е и од фрот настаната луѓе што прават сервери кои ги кликнуваат само за да добиете, бидејќи сте врзан фито со банерот. Така да, генерално, ја воопшто не сум љубител на тоа и мислам дека New Moment е агенција која почива на идеите, нашиот имидж е таков, а тие идеи дали ќе ги аплицирате преку традиционални медиуми, дали преку дигитални медиуми, мале разликати бидејќи све веќе дигитално. Вие имате билборди кои се дигитални, телевизијата се пренесува преку IPTV. Значи, Дейв Брис во претходната сесија зборуваше баш за развојот на агенциите и за развојот на тоа кој ја предводи, да кажеме, комуникацијата, односно главниот збор на некој на овој или иној начин во оваа трансформација кон таа дигитална комуникација. И нормално ги дискутиравме и се дискутираше дека во доминантна мера луѓето што од основа доаѓаат од диджитал позадина, многу полесно се преминуваат во некој тип на помасовна, потрадиционална комуникација која што вклучува диджитал, отколку обратно. Кое е вашето искуство за сега? Мислам, спомнавте дека сте имале 2-3 фази во развојот на таа работа, во третирањето на таа работа. Сте ангажирале луѓе, сте ги ставиле во некои постоечки структури. Едноставно, дали е полесно да најдеш човек што веќе знае диджитал, искуствено сега прашувам, и да го донесете кај вас, или внатрешните ресурси да ги надградувате во оваа насока? Јас мислам дека ситуацијата веројатно е различна помеѓу во Македонија. Можам да дискутирам, да речеме, од наше искуство. Тоа е негде halfway. Ние имаме луѓе и тимови, значи и стратегиски, и креативни тимови и луѓе, и тоа креативни, мислам, креативноста сама по себе човечка особина, ама еве сега ќе ги викаме креативци, кои длабоко во себе и како интерес ги имаат дигиталните комуникации, дигиталните технологии. И дури ние не сме требале, може така сме ги избрале, може би така сме ги насочувале, меѓутоа никогаш не сме имале точка во која ќе кажеме, еј дечки, слушајте сега, ние малце од ова дигитално нешто ќе правиме. Значи тоа некако природно се развива следејќи ги трендовите, ние многу следиме што се случува. Технологијата ја ни е многу блиска. И бараме луѓе кои може би имаат и специфични специјалности. Дури сега ќе кажем
не е дигиталните решенија, ние не ги доживуваме само дека се во виртуелниот или во свет, туку дека е правото дигитално решение прави добар спан помеѓу физичките искуства, тој physical experience, customer experience и онлайн или диджитал или виртуал. И вие, тоа е само еден дел од тоа како вие го третирате каналот и како го третирате конзумерот и колку сте конзумер центрик и сваќате, тој customer journey е скроз саменет. И вие ако имате многу добро разбирање за тоа како потрошувачите, луѓето живеат, кои им се интересите, како купуваат, и ако така размислувате, ќе откриете што све треба да направите и кои све треба специјалности да ги направите. Прашањето е докаде вие ќе идете со ако ги банализирам, бренд knowledge strategy и програмирање и таму C++ и така натаму. Добро, не ги знаете. Меѓутоа, и каде ќе се сретнете на пола? До каде агенцијата ќе навлезе во продукција, во дигитална продукција? Ние за некои работи навлегуваме, например, правиме 3D мапинг, сме правеле настани, сме правеле тачскринови, in-house ги правиме скроз. Правиме и вебсајто, али тоа мене не ми е да речеме некаков стрил, мислам тоа може секој да го прави. Работата да го смислиш ти решението кое е инкорпорирано во една голема идеја. И тоа се уште гарантирам дека барем кај нас во Македонија нема некој што може да го согледа брендот во целото свој екосистем и да може да даде интегрирано, ако сакате, решение, вклучително и во корот или во сегментот на своето решение да има диджитал. Владко, кој има прашања? Ајде. Повели. Јас се извинувам, ама немаш да гледам. Ај микрофонот таму четврт. Едно само коментар за перформанс дисплей кампања, тоест банера. Када сме почнали sa кампањама само sa банерима, резултати nisu bili baš najsrećniji. Ali onda smo pogledali šta se dešava, koliko su ti baneri uticali na ljude koji su posle kupovali nešto uradili, tipa za dan, 2, 5, 10, onda smo se mnogo iznenadili. Realno, znači, ako smo imali neki click-through rate, slabašan i malo nekih klikova, videli bismo da su ti baneri i tekako uticali na krajnju kupovinu kroz neki period vremena. Znači, taj display, ti baneri nisu pravo merilo za direktne kampanje, ali za rezultati i tekako imaju smisla. Kasnije. Hvala Иван. Може да одговорам? Нормално. Добро, click-to rate-от е мал, тоа е веќе познато, дури да е рол банерот и било каков да ви го одземе вниманието, вие повторно го барате интензивно икчето да се тргнете од тоа. Се покажа дека онлайн маркетингот подеднакво страда од главната болка на маркетингот, односно на адвертајзингот, дека сакате да го избегнете. Вашиот мозок е принуден да тоа на брзинка го тргне од вашиот видокруг. Меѓутоа, она што е точно, веројатно да, понатаму водело према некаква активност, engagement на тој кој го кликнал. Меѓутоа, основата на онлайн маркетингот е дека тој почесто информативен. Зборам глобално, има многу исклучоци. Меѓутоа, ако е тој глобално информативен, логично е дека луѓето се голем број на сати пред компјутер кликнале на тоа и предизвикала некаква реакција, дали го проверил нивниот вебсајт, дали го проверил нивниот шоурум и така натаму. Меѓутоа, кога зборам за комплетна креативност, за градење на бренд, градење стратегија, мислам дека само да се иземе онлайн маркетингот или дигиталниот маркетинг, а да при тоа сето друго што е потребно за една добра маркетинг стратегија е лоша стратегија. Добро, совршено ни е јасно дека за да изградиш бренд не е доволно да бидеш присутен само на еден или на друг канал или на една или на друга комуникација. За да изградиш вистински или силен бренд кој што треба да трае, треба да имаш комуникација соодветна за различни канали. Владко, те скокнавме во муабетов. Кој е твоето искуство? Еве, спомна и Драйв и спомна и Македонија. Од аспект на тоа, кој може во дигиталните проекти, во овие контент проекти што ги зборуваш, кој тип на профили на луѓе полесно може да ги согледат бизнис целите на клиентот? Добро прашање. Ако го знаев одговорот ќе бев негде многу подалеку. Не го договоривте пред тоа. Не. Се видовме само на 5 минути. Јас го разбирам твоето прашање малце, може ја да си го предефинирам вака. Што е она што вие реално го работите во агенциите? Може така да го или Добро.
Јас би го поделил тоа можеби на 3 сегменти. Например, едниот сегмент е секако оно што ние најмногу за жал го гледаме кај нас како не зборам само во мојата агенција, мислам дека во сите агенции, меѓутоа тоа е делот на менаџирање на социјални мрежи. Например, во првата година откако ние го издвоивме така наречените дигитални комуникации, нас сигурно повеќе од 80% од ревењето ни доаѓаше од тој social media дел. Тоа што сега ме прави онака да бидам сигурен дека одиме во права насока е податокот дека тој revenue share оваа година нема да помине повеќе од 25%. Пред 2 или 3 години овде во истава сала на повик на Капитал гостин ни беше Нир Рефуа, тоа е човек од Израел кој што пред неколку години преде да работи за Мекен во Романија и он е одговорен за така наречени дигитални комуникации за овој дел на Европа. Он тогаш на една вечера, не памтам тука во Скопје, ни кажа дека тоа апсолутно планирате дека за 3 години веќе нема да имате ништо од тој дел. И човекот беше во право и веќе гледаме дека тука не сме ни како да кажам, ни конкурентни, нити можеме да не сме конкурентни. Знаеме зошто? Затоа што има конкуренција. Имате големо фи или Не, таму фијата се веќе смешти и веќе не се ни јавуваме на такви проекти. Слушам. Вториот сегмент кој што можам да го истакнеме е она што најмногу ние во овој момент гледаме како низ, ајде да кажам, пак имаме дали е тоа традиционално или не е, како на проектите на кои што работиме, дигиталните комуникации да бидат природно вклучени како природен дел од производот. Значи, да не биде како што беше порано. Имаме бриф и на брифот имаме deliverables телевизија, print, out of home радио и на крај digital, па сега се работи на тоа, имаме скрипт, имаме storyboard, имаме print, ајде да смислиме сега нешто digital. И третиот дел е оној дел на кој што во моментов најмногу работиме, а тоа е контент делот. Например, сега можам да се пофалам дека веројатно за 15 на 20 дена ќе излеземе со еден потполно нов проект, corporate publishing проект за еден голем клиент и сметам дека таквите типови на проекти ќе бидат проектите кои што во наредните X години ќе бидат веројатно најкрупниот дел од тоа што би била работата на агенцијата. Една од работите кои што ние со години ги зборуваме, пошто јас доаѓам од светот на дигиталните комуникации, е дека многу брзо, како да кажам, неедуцирано луѓето влегоа во приказката social media, се накачени на незе без при тоа да сватат дека социјалните медиуми всушност зависат од содржина. Дека содржината е таа која што всушност не е нималку лесно да се произведе, да се направи, а таа те прави да се истакнеш подобро, повеќе или помалку на било која социјална мрежа. И мене ми е многу мило што се врти кругот и стига ситуацијата дека пазарот генерално стигнува до таа фаза полека но сигурно да свати дека всушност социјалните медиуми се канал каде што можеш да дистрибуираш содржината, каде што можеш да комуницираш, добиеш фидбек од самите корисници, но дека столбот на целата приказка е токму содржината. Сега, прашањето е следно, значи, колку е лесно или тешко да најдете соодветни луѓе кои што ќе знаат да спакуваат добро дигитална содржина денеска во Македонија? Па прво, пред да одговорам, да ти честитам на дизајнот, одличен дизајнот, одлична сценографија. Дали ти ја правеа веб дизајнери или комбинирани? Комбиниран. Комбинирано, да. Мојата теза е таа, или е некој добар, знае визуелно е писмен, а дали тоа ќе го аплицира преку еден друг трет канал, тоа е веќе сосема небитно. Значи, идејата е да ги едуцирате сите луѓе да размислуваат и преку тој канал. Некојаш да развиете идеја преку таа платформа дигитална, па да стигнете до другата. Прашање е само на канал, значи, ако дигитал се смета, бар стандардно се смета онлайн, тоест веб и мобайл,
Тоа е значи само еден од каналите преку кои ги користите, а сите медиуми се веќе дигитални. Така да јас не ги делам. Што се однесува до барање на луѓе и сам веќе ти кажав, Македонија генерално ево кусок на креативни луѓе. Нашиот образовен систем креира една сива маса на луѓе кои не се спремни за ништо, буквално завршуваат факултети, веќе има и експлозија на приватни факултети, бизнис академија, ваква таква. Кога ќе дојдете да вие се соочите, јас сум партнер во продукцијско студио каде што имам 30 артисти кои работат 2D и 3D анимација за Америка. Еден човек не можеме да најдеме. Истото се однесува за веб девелопер добар, истото се однесува за веб дизајнер, било што да вие побарате, тоа го нема. Или треба го платите 1000 плюс евра да конкурирате на овие аутсорсинг компании, NetCetera, Endava и 1000 што ги има, што ги регрутираат тие таленти. Така да се соочуваме со сериозен проблем, меѓутоа не заради тие компании, се соочуваме со проблемот на нашето погрешно школство кое вади една сива маса на луѓе, послабите им вика ајде уште малце поднаучи, вие подобриве, ај ти не прашуј, многу малце проекти работат, многу малце индивидуално се третирани и воопшто не се селектирани и регрутирани за тоа што има потреба пазаров. Пазаров има потреба за млади, креативни, паметни момци кои се спремни да учат нови технологии, визуелно писмени и тоа за жал го нема и тоа е голем напор. И да заминат во странство, нели, од кој се. И да, и при тоа да е лојален на држава, да не сака да отиде бидејќи него со една апликација пуштена на интернет, он ќе најде работа надвор. Јасно е дека тоа е сериозен проблем, особено затоа што да, во моментов ние ги гледаме како предизвик, како проблем аутсорс компаниите кои што нормално може да се дозволат да понудат подобри услови. Но следното прашање кој што и следниот предизвик кој што веројатно би требало да се соочи маркетинг индустријата е дури кога ќе обезбеди доволно пари. Значи прво како да ги обезбеди доволно парите за да може да си го дозволи тој човек. И второ, дали кој ќе го обезбеди, ќе го добие од него тоа што му треба. Пошто аутсорсерите најчесто имаат кадри кои што не размислуваат широко, не размислуваат мултидисциплинарно. Он е дизајнер, веб и тука завршува приказката, не размислува нешто претерано многу надвор. Сега нормално карикирам, го сведувам на наједноставната форма, меѓутоа претпоставам дека ова се следните чекори со кои што дај Боже што побрзо маркетинг индустријата локално ќе треба да се соочи, значи да може да се ги дозволи луѓето и да видиме дали всушност тие ќе можат добро да се вклопат во маркетинг светот. Ми избега мислата, да, долго го пости прашањето, Дарка. Немаше прашање, коментар беше. Добро, во суштина, ние како тоа го решаваме, ние си го решаваме тоа со тоа што имаме луѓе кои се разбираат во дигитална продукција и соработуваме со партнери. Значи, зависно од обемот на проектот. Еве, не знам сега, Саша го спомна и тој кейс, ние имавме за Стопанска банка една кампања која уствари беше славење на нивниот 70 годишен јубилеј и наместо обична кампања ќе кажеме како ние сме придонеле во општеството и како даваме донации и така натаму и како сме големи дел од животот на многу луѓе во земјата, ние направивме акција со која на една дигитална платформа која беше сеопфатна од бут со iPad-ови на повеќе локации, во филијали, до веб банери каде што може да се фотографираат луѓето, се донираа насмевки, а за секоја насмевка Стопанска банка донираше во детска клиника. И за таа кампања, која потекна сосема од друга страна, значи тоа е оригиналот на коренот на кампањата, ние од нашата групација добивме на светско ниво од 250 кампањи во нетворкот, добивме второ место, добивме сребро, од само 3 награди. И сакам да кажам дека, еве, тоа ние го смисливме, меѓутоа го изведовме на крај со партнери, со некој со кој соработуваме, кој добро не разбира. И на крајот на денот вие секако ќе го направите тоа со некој партнер, со некој работате во тие алијанси, да најдете неколку партнери со кои се разбирате и кои може да ви го дадат тоа во одреден временски, во одреден буџетска рамка. Се сетив што сакам да ти одговорам. Точно го лоцираше проблемот. Значи, основата е на тие аутсорсинг компании овдека, тие вработуваат многу луѓе, меѓутоа они користат класичен сервис. Тоа не е развој на сопствени производи кој локален креативен тим има задача да ги смисли, да ги аплицира, да докаже дека е тоа бизнис пруф, дека тој модел функционира и прави, него тоа се луѓе кои се кликачи класични, седат на компјутери и работат за добра плата, некаков тип на програмирање. Генерално
ние ако успееме да селектираме такви луѓе и да ги внесеме кај нас, ние имаме проблем да им го отвориме умот и да ги научиме да бидат креативни, да размислуваат надвор од она што работеле со години. И тоа е проблемот повторно нашето школство, заради тоа што не ги третира луѓето индивидуално, не им дава да решаваат проблеми во тек на образование, него едноставно ги учи на паметење на некакви работи и ги тера само да завршат школа чисто као форма. Ајде да префрлиме малку темата. Во претходната сесија имавме две презентации на луѓе кои што се Google Analytics тренери, Google Advertising тренери. Значи, доаѓаат од агенции кои што се така наречени performance-based агенции. До сега или доминантно до пред некое време за маркетингот се посматраше, се гледаше како нели креативен процес, креативата беше најдобра. Сега одеднаш, не баш одеднаш, меѓутоа под влијание на интернет и на тоа што многу работи многу директно може да се измерат, маркетинг луѓето се под притисок, претпоставувам директно од самите брендови или од компаниите, дека мора да покажат директен резултат. Како вашите агенции се справуваат со тоа? Значи приказката со big data, со анализи, со перформанс мерење на крај кампања по кампања. Или активност по активност, не мора да биде кампања. Добро, перформанс како збор не е Македонски. Да, не е македонски и не е ексклузивен само на, ајде повторно ќе кажеме, дигиталните комуникации. Перформанс е модерен збор кој што е врзан нели со уште еден пократок збор кој што кај нас го викаме ROI. Да. И многу такви други зборови. Јас можам да ти кажам дека за најголемите клиенти на кои што ние работиме, не од вчера, него од пред неколку години, на сите клиенти е применет така наречен P4P модел на работа. Тоа значи дека агенцијата е платена според некаков утврден перформанс модел, кој што на почетокот на годината заеднички со клиентот го договараме и на агенцијата е дозволено да речеме во некои случаи дури 30 или 40% од можното ревењу кој што агенцијата треба да го добие во таа година, да го стави на како да кажам, на помогни ми? Да го стави на оценка. Што значи дека, на пример, ние договараме 5 KPI-еви, тие 5 KPI-еви се екзактни, мирливи. Например, едниот од KPI-вите може да биде продажните резултати на компанијата. Дали било лето, дали било зима, дали ќе врнело или не, клиентот многу го интересира, меѓутоа нас можеби да не ни интересира, меѓутоа ние сме заедно во приказката и ние ќе го прифатиме тој критериум да биде еден од нив. Останатите 4 не мора да ги коментираме. Значи ние на крај можеме да одбереме, ако треба да добиеме 100 единици на крајот на годината, дали ќе се одлучиме да одбереме 20, да ни бидат по P4P или 40. На крајот резултатите ни овозможуваат ние да добиеме 80 или 120, 60 или 140. Така да тој перформанс модел апсолутно работи во традиционалниот маркетинг. За дигиталниот дел мислам дека се уште проектите на кои што работиме се премногу мали за да можеме да ги ставиме да бидат на тој начин мерливи. Може би грешам, не знам. Само секунда да земам. Дали има прашање од публика, само да динам, пошто ја од светлово не можам да гледам. Имаме прашање публика? Ајде. Има. Слушав дека ме омрнете. Ајде, Има еден куп слушаме. прашање. Твитер најубаво го отсликува тоа што треба да се праша. Него ми Погласно. смета една работа што би сакал, се извинувам вака што прекинувам, доаѓајќи од дигиталните комуникации, како што вика Дарко, тоа е некој политички речник за не сме дигитална агенција после она кажаното. Премногу се генерализираат некои работи кои се укажуваат од влијателни луѓе на публика од 200 и нешто луѓе, како да дека на пример клик-тру на банер е ниско и слично. Прво тоа зависи од банерот. Второ, значи, ако ништо друго, предноста е на тоа што може да го измерите дека има клик-тру банер. Кој е клик-тру рейтот или визуалниот рейт на билбордот, што е генерална голема дел од маркетинг индустријата во Македонија. И второ, се повикува на тоа дека нема креативни луѓе. Ја би рекол дека нема креативни кампањи на кои што им може да работат. Има еден куп креативни луѓе. Самото тоа дека нема креативни луѓе го рековте или треба ги платите 1000 евра. Значи да, треба ги платите луѓето кои се креативни, кои ќе ви донесат многу поголем return on investment на сето тоа што ќе го направите.
од дигиталното се извинувам што ќе бидам вака, не сакам да навредам никого, ама стварно дискусијава е болна за да се слуша од некој што работи во дигиталната сфера. Се извинувам вака. Фала, Дамјан. Имаме уште некој коментар или? Јас се извинувам што вака морав да го кажам овој, не чекав некој друг да стане, ама излезе дека мора на сум тоа. Јас само може нешто вака да искоментирам. Не, оно што малце е чудно, е што некако ние, може би така не поставивте, дека ние сме како некакви опоненти. Ние суштина, како да има некаква војна помеѓу класично, не знам, телевизија и диджитал, Боже ме прости. Па секој што се занимава со комуникација, мислам, и нема потреба ни дури. Јас разбирам дека може би секој што е челенџер како дигитални агенции, дигитални комуникации. Не знам зашто мислите дека ние сме против тоа или дека ние напротив, ако се може би не правиме голема помпа околу нашите кампањи, меѓутоа и активностите што ги правиме, меѓутоа ако видите, ќе видите дека голем дел од тоа, и тоа не само како што понекогаш се сваќа дека ние имаме дигитална кампања која иде на банери, која иде на веб и која е social media менеджмент, многу повеќе од тоа. И напротив, јас би сакала и сакам и вработуваме и секогаш кога ќе видиме некој што има визија и креативност, секогаш велка ми веруваме во другите агенции. Работата не е едно спрема едно против друго, но туку е едно со друго. Така да малку не гледам зашто би имало било некаква или едното или другото. Тогаш вака да ги поставиме Интернетот и онлайн огласувањето и телевизиското огласување се единствени кои растат во светот и кои ќе растат во светот. Вака тогаш да го поставиме прашањето. Зошто тогаш, ако вие, кои што сте 20 години, 19 години на пазар, ги работите овие работи, пазарот почувствувал потреба да се појават и други? Кои други? Какви? Други дигитални кои што се специализирани, помали. Ама зашто да не? Не, прашувам, пошто логиката е таа. Па нека се дај Боже, ќе ги купиме. Ово го кажам чисто од аспект на тоа да кажам дека не се едни против други. Кај се? Него дека виделе дека имало некоја празнина на пазар која што требало да се пополни и како се развива понатаму, дали ќе бидат заедно, дали ќе се соединат, дали ќе се купат, дали ќе еднава ќе стане голема, другава ќе се развива. Тотално небитно. Значи, едноставно ово го кажам само во насока дека никој не го посматра тоа дека се едни против други. Мислам, не може да работат независно едниве од другиве, пошто 3 пати го повторивме тоа до сега, дека се мора заедно да функционира. И тоа е најдобриот модел, нема тука дискусија. Ја реков ќе бидам контраш и предизвика очигледно реакција да малце луѓето се да ги разбудиме. Еве, чисто пример за ефикасноста на онлайн банерите, пошто тие биле многу ефикасни, дават резултати и така натаму. Чисто ќе кажам дека национална телевизија во Македонија, види, ја не се слагам скроз ни со себе што зборам, имам ја проблем. Чисто имам своje мислење, ама не се слагам со него, се шалам. Идејата е тоа да ви направам челендж на тоа што веќе овдека очигледно сите се од дигиталната сфера и верувате во тоа што го работите и така треба. Национална телевизија во Македонија, една од 4 или 2 од 4, 5, колку се дава цена на секунда 1 евро, 2 евра. Имате 20 секунден спот кој што кошта, значи, емитување негово 20 до 40 евра. Значи, за 400 евра колку што кошта банер на еден од средните сајтови или не ни најскапите сајтови, значи, вие може да емитувате 20 до 40, 20 пати ТВ спот. А да тој банер, ефикасноста еден е од 200 сајтови. Значи, има сајтови кои што се посетувани со 5-10 илјади, при тоа не му верувате на Gimius, па имате Google Analytics, или па сам некој си прави Alexa, број на кликови и така натаму. Значи, Македонија е специфичен пазар каде што цената на банерите ви да се толку ефикасни, кој што кажува вашиот гледач тука, версус телевизија која исто мерлива, ние имаме people метри во голем број на домаќинства во Македонија кои точно регистрираат колку број на луѓе го ја виделе таа реклама. Да не зборам за ефикасноста на ТВ рекламата која е и визуелна, која е и аудио, која ви влага дома во време кога вие сте пред телевизор, можноста да она изгради бренд версус само една обична слика на еден сајт на монитор. Значи, можеме да дискутираме за тоа. Ја не дека толку сум ТВ човек или сум контра ова, напротив. Јас сум тие што ме знаат дека сакам нови технологии и така натаму. Меѓутоа ви правам челендж на тоа што ви овдека тврдите дека е тоа многу ефикасно и дека 0,1
кликбейт е страшно ефикасна кампања и креативците супер работат и треба ги плаќаме по 2000 евра, пошто стварно се многу добри тие луѓе. Чисто да ја поспешам дискусијава. Одлично. Ќе се префрлам на Владко, затоа што она што јас би го прокоментирал нова е дека банерот е надмината работа. Значи банерот е нешто што се одамна е надминато. Она што тие го сватиле сега е проактивност, содржина која што на страна мојот предизвик кон телевизијата би бил какво искуство нуди денеска традиционалниот начин на емитување на ТВ спот на телевизија. Значи, зборувавме, Сашка го спомна, искуството, дека тоа е тоа што денеска треба да го предизвикаме кај користниците. Како искуство може да понуди рамен екран дома, кој што апсолутно е неповрзан со било што правиме во моментот, не прекинува на нашата омилена серија или утакмица? Ако веќе ме прашаш, мислам дека можноста да пренесете емоција е посилна кај ТВ-то него кај интернетот. Да, одредни кампањи кои се низ многу дигитални платформи, кои се комбинирани и така натаму даваат резултати. Меѓутоа, ако споредите само еден оглас на онлайн, па и некај мобайл и еден оглас на ТВ, шансата да вие покрај основната порака и да пренесете некаква емоција, engagement, некаква друга подсвесна порака до клиентот, односно потрошувачот, е повеќе имате можност да го направите у овој медиум. Сега, ја и кажав на почетокот, ја си понатаму ги доживувам дигиталните медиуми као подобра алатка за информативна функција, за пренесување на брза, кратка порака и за engagement у смисла интеракција. Engagement е повели, Сашка. Значи, повторно не сакам да се разбира тоа како исклучување. Значи, медиумите, како конзумер ти не ги гледаш така работите, сега ќе гледам само телевизија или сега само ќе гледам. Тоа не е така. Вие имате живот. И истражувањата што ги правеле респектирани куќи во светот, викаат дека гледачот гледа телевизија, за да гледува нешто што е интересно, го фаќа мобилниот телефон, иде таму, дај Боже трансакција ќе направи. Така. Или и точно се дека и на шолја се сега се прават. Работата е во тоа, значи и си постојат статистики фино, Македонија сигурно не е вклучена во тоа, колку има тој процент, колку од телевизија идат на мобилен и колку заеднички се користат телевизија со мобилен, телевизија со лаптоп, телевизија со таблет и така натаму. Една од суштинските работи што го истражуваат е дека коренот е во телевизија. Значи, почнува во телевизија и завршува Ајде во... вака, значи, коренот е во телевизија или најголем дел од буџетот оди во телевизија? Каде е разликата? Ама не се расправам. сега вака, чекайте сега. Значи, да, телевизија. Ама коренот е во телевизија. Значи, почетокот на циклусот, сакам да ти кажам, почнува од телевизија и ти идеш, значи, без никаков undermine на тоа дека ти после треба да имаш и веб портал, треба да отидеш на интернет, треба да отидеш на мобилен, треба да имаш мобилна апликација и така натаму. Значи... Сето тоа се надоврзува и е дел од искуството. Што не значи дека ние можеме да значи интернет е веќе Микрофон, ве молам. Савица, микрофон. Целната група е многу... Јас се извинувам, само многу ме интересира каде е целната група во целата приказна. Многу добро знаеме каде е целната група. Значи целната... Ќе слушнеме полека. Тука си, вајде и од мојот тим, тука ги има што многу добро знаат каде е целната група, точно од медија одделот. Значи, да, телевизијата може да даде до некаде и е мас маркетинг и е мас таргет и да, вие промашувате и не ги таргетирате сите, ама костот per thousand е понизок. Вие правите и утињате негде, гаѓате, ќе погодите од некој. Да, после ќе отидете на интернет каде што знаете дека тој гледа телевизија, дека го интересираат жути патчиња и дека иде на одмор на езеро и не знам си каде и така натака и ќе го таргетирате точно. Истражувањата, повторно ќе кажам, дека многу е битно вие да ги погодите луѓето кои им се интересите, да знаете кои ви се лојални конзумери, цели компании живеат врз основа на тоа што сакаат своите конзументи да ги направат лојални. И онда ги ценат, им нудат повеќе, кросел им прават така натака. Меѓутоа има една друга иста страна која вика дека growth не се прави од лојални конзумери. Growth се прави од occasional consumers. Во која индустрија? Од индустрија во индустрија, зависи. Значи, во некоја индустрија да, ти сакам да кажам имаш комплементарни производи и можеш да облечеш од патики до ова и така натака. Меѓутоа,
Кока-кола можеш да испиеш толку колку што можеш да испиеш. Затоа викам, не постојат универзални формули. Меѓутоа имаат различно гледање на работите. Втори или трет пат се обидувам да му дадам збор на Владко. Од една едноставна причина, не дека само го запоставувам, туку затоа што имам чувство дека кога зборуваме, цело време зборуваме за рекламирање, огласување. Има многу повеќе од тоа што всушност ние правиме и треба да правиме и корисниците сакаат да го прават брендовите поврзано со дигитални комуникации и интернет. Подалеку од огласување и од банер и од реклама. Значи зборот реклама е нешто што е најомразното сега у било која сфера. И Владко ги спомна содржините и неговото искуство на таа тема. Тук тоа не е реклама. И баш би сакал да префрлам малку топката на таа насока. Значи, да не зборуваме за реклама како реклама. Рекламата може да понуди искуство ако нешто ми даде јас да направам со нејзи. Колку од рекламите денеска што ги гледаме во Македонија му даваат на самиот корисник ситуација да управува со нешто, макар и нешто најминорно, за да всушност го искуси тоа. Значи, едно е емоција, тука нема дискусија, телевизија пренесува емоции најдобро. Крај на приказката, сега за сега. Меѓутоа, не зборуваме за емоции, зборуваме за искуство. Ако нешто правиме заедно ние со брендот, или брендот прави за нас нешто, што нас ни е тоа корисно, сендвичите што ги спомна, секој ден по еден сендвич, тогаш веќе зборуваме за некакво искуство, експириенс, кое што всушност го повлекуваме поблиску до брендот клиент. Повели? Или го кажав тоа што кажав? Го кажеш, тебе прашањава ти се по 5 минути. Не, ова прашање, Не, ова не е прашање, ова е отворено. Јас ќе играм контра пак после. Само малку. Значи јас не знам, ние природно дојдовме, значи ако видиме како дојдовме до разговорот, да направиме што значи огласување, дали треба да се огласува на телевизија. Значи потполно природно некако од збор по збор до збор. И не знам како ние и очекувавме кога не повика, барем мене, јас те кажав дека ако се појавиме ние тројца на оваа сцена, дека ќе има од другата страна реакција, зашто не знам, например, јас во моментот се чувствувам, а гледам дека читаат на Твитер водот, можам да претпоставам само што да. Јас еве сега овдека сакам да пробаме да направиме еден пакт. Пактот е, претпоставам дека овде пола од гостите доаѓаат од, нема да кажам мали агенции, ќе кажам од агенции, од специализирани дигитални агенции и све. Значи, мојот пакт е, не знам колку визит карти носам во мене, веројатно 10. Значи, ќе седам во фоајето пола сат, секој кој што сака да ми приде и да ми каже дека има некаква идеја и све, значи, ќе седнеме и ќе разговараме за тоа, ако треба до бескрај. Имам некако чувство дека сега ние сме на оваа страна кој што, не знам, Сашо рекол дека телевизијата му била, мисли дека треба да биде. Јас апсолутно не го мислам она што го мисли Сашо, не го мислам дека се уште реалноста е таа, дека не е создаден моментот каде што ние на дигиталните комуникации ќе го поставиме фокус, основата да биде тука. Да, за определени проекти, апсолутно, значи тоа што го кажа Савица, во зависно од, не знам, која е целната група за тој тип на производ, проект на кој што се работи. Меѓутоа, да кажеме дека еве големите агенции не разбираат тоа дигитални комуникации, за жал не можам да го прифатам тоа. Не мислам дека некој вика дека не разбира. Туку еднаш го спомнав моментот со буџетите и начелно сакам да ја отвориме таа тема, но сакам преку буџетите да отвориме темата не за агенциите и не за мерењето кој е бољи, кој не е бољи, да не бидам повулгарен. Туку ајде да правиме муабет низ буџетите за брендовите, за клиентите. Значи, прашањето е зошто стратегијата и, нели, да речам, ресурсите во агенцијата, да кажеме, или во маркетинг буџетот, кој што не опфаќа огласување, правам муабет, се распределуваат врз база на потрошените пари за огласување. Јас ќе ти одговорам и ќе направам еден повторно предизвик твој. Ја работам адвертайзинг многу години пред тоа у медии
и се сметам себе малци вулгарно ќе се наречам булшитер, ама викаат don't bullshit bullshitter, пошто работам у маркетинг. Значи ти сега сакаш се наречеш дека ти работиш некоја многу пософистицирана работа, многу подрушвено корисна што работиш во дигитална агенција. Не, ние работиме во функција на нашите клиенти, они да продаваат повеќе производи, да прават повеќе профити и акциите на биржата да им растат. Дали тоа е пораката што они ја дефинирале, да им ги постигнеме нивните бизнис таргети, сме упатиле преку еден канал, втор, или преку твојот дигитален канал, што ти толку го форсираш, е апсолутно еднакво. Ја и ти сме во иста професија, исти бизнис цели правиме. Каналите само, јас гледам, викам дека има повеќе, велам дека има повеќе канали и дигиталните се едни од нив и влегуваат во сите практично канали. А ти велиш дека си во некоја многу друга пософистицирана професија, општествено многу покорисна, али ова друго е малце реклама и тоа е навредливо, тоа е лошо. Тоа немој се, ние сме млади креативци со смркнати панталони, правиме нешто многу добро за држава. Па не сум толку млад, не се. Но не е точно, мислам, мојот став не е тој, мојата позиција не е таа. Мојата позиција е дека влијанието на дигиталните комуникации, влијанието на интернетот е многу поголемо од тие 4% кои што у буџетот за огласување оди на целокупното искуство на нашите крајни корисници кои што ние сакаме да им помогнеме на брендовите за кои што работиме да продадат нешто. Значи, од тој аспект го правам мојабетот. Дали мислиш дека некој тоа го прави намерно? Владко ти одговори. Тоа има потреба од такво, пазарот е толку созрел, значи не дека некој прави намерно штета на клиентите и одбира само еден канал за да направи штета бидејќи таму е Дарко, Петко и само ние. да ви кажам, ако не знам дали агенцијската провизија за огласување на дигитални медиуми е речиси понекогаш и дупло повисоко, така не се работи за интерес или за незнање или за, значи дупло повисоко, нас не е во интерес. Добро. Значи не воопшто не станува збор за такво нешто и не знам, значи тотално е грешна перспективата. Ќе ги обвиниме клиентите? Па не, па види, не. Има многу клиенти бидовме тука. Има некои клиенти што знаат, некои што не знаат, некои што и они имаат интерна борба, знаете како е тоа. ЦФО има во компанијата, ЦФО бара рој и така натака, притисоците се многу пошироки него така што банално некогаш се мисли дека само е сега ваму ќе ги ставиме или така. Треба џустификација за све. Ние континуирано, и може би, не знам дали е сега така, ама бил пред 2 години бевме најголеми закупци во дигитални медиуми, така да мене ми е сосема све јасно. Опциите и дигиталниот простор, ленскеп, да кажеме, многу фрагментиран во Македонија, има се и сашто, понекогаш и помалце, не е толку поброен, него што е квалитетен. Јас, во нашиот буџет, ја мислам дека дигитален буџет минимум 25% отпаѓа на Facebook. Огласување. Прво, не ти е точна бројката, не е 4%, е многу повеќе. Во ред. Значи не е 4, мислам дека е негде 7, а 7 до 8, а да речеме во нашето портфолио е околу 12%. Со тоа што не велам дека е тоа доволно, меѓутоа треба многу и креаторите на контент да овозможат и на веб сајтови да овозможат нешто повеќе, да дадат повеќе можности за таргетирање, за интересен контент, кој ќе нема да биде на секој сајт едно исто да го читате и така натаму. И еве интересен факт дека 75% од сите медија приходи во светот се акумулираат во Америка, точно заради Google и Facebook. Значи, се што се огласува во светот, завршува мање више во Америка. Така да и секој, значи, еве, ние зимаме од, да речеме, локалните телевизии и плаќаме на Facebook. Така. Се зборам апропо македонската економија. Јас би охрабрила дигиталните медиуми, сајтови и така натаму, знам дека не е лесно, треба да се инвестира во екипа, во луѓе и така натаму, да направат повеќе ефорт за поинтересна содржина. Ќе отвориме друга тема, а немаме многу време, пошто ова ме предизвикува на друга приказка, друг аспект. Но, ајде завршен збор еден, пошто мораме да одиме, ќе го пробиеме здраво оваа година, ќе пробиеме здраво генот. Има уште многу луѓе после нас, а човекот заради кој што ја растегнувавме програмата, веќе слета и е во хотелов и е тука, така да не мора веќе да растегнуваме програмата. Не, ја растегнувавме во втора сесија програмата, не оваа. Имаме ли некој завршен збор во смисла на тоа што да очекуваме или што вас ве очекува у, да речеме, 2016 на темите кои што ги дискутирав?
Ја она што го кажав и мислам стојам до тоа, луѓето треба да се учат да бидат креативни, да не размислуваат на клише на начин како што 100 луѓе пред нив тоа го направиле, они тоа да го направат. Да бидат отворени, да учат, да бидат креативни, да бидат спремни на предизвик, да работат и да не искача резултатот веднашка. И тоа е она што дава резултат. Инаку, работењето по клише не дава резултати, дури и работењето по клише во дигитални медиуми, еве се потврдува дека не дава резултати. Што очекуваме? 2016. Ете, пред нас. 2016 ќе биде тешка година. Она што јас очекувам, една предност мислам дека имаме, покрај тоа што сме во Македонија, е тоа што сепак сме многу пофлексибилни. Некои промени што ние интерно ги правиме, и некои, да кажем, иновации или решенија што ги правиме, многу поедноставно, помал е просторот, пофлексибилно, како god да збориме, трошоците се помали и мислам дека тоа треба да ги охрабри луѓето да прават нови храбри работи. Еве, зборам јас од наша перспектива. Дигиталните комуникации и технологии го менуваат начинот на кој живееме и работиме и ние како агенции се трансформираме. Значи, процесот, агенциите, бизнесот е disrupted, не можеме да кажеме дека не, и ние тоа си го прифаќаме и дури го прифаќаме како челендж и гледаме во некои нови работи што можеме возбудливи работи да правиме. Тоа што е таа промена можеби ќе ни даде и некаква и економска предност. Ако веќе некои услуги се заситени, ова е моментот каде што можеме да заработиме повеќе. И на клиентите нормално не работата само за нас, значи на клиентите ти му возможиме нови решенија, повозбудлив брand experience и поголема вредност на нивните брендови. Во 2006, оно што го знаеме сега за 2016 година е сигурно дека ќе имаме избори. Во 2016 ќе мора да се случи бројот на онлайн изданија, на сајтови, на портали кои што во моментов го има во Македонија е неверојатно висок, значи ќе мора да дојде до дали ќе биде тоа групирање, затварање, меѓутоа ќе се расчисти сцената. Очекувам дека изборите следната година сега ќе направат едно како што го направија во поголемите медиуми од типот на телевизиите, дополнително ќе направат една поделба на дури на најмалите веб сајтови, дали ќе бидат вакви или онакви. Не очекувам дека годината ќе биде подобра за сите нас, значи за агенциите, за клиентите, за вендорите. Очекувам дека ќе се појават и мора да се појават. Преска сакав да кажам дека ние сме имале ситуации во кои што, например, имаме расположение од страна на клиентот да го зголеми тој пазар удел на инвестиции во онлайн или во дигитал, да речеме од 7 на 13%. Сега имам реакции нова, ние не сме можеле да го направиме тоа, верувајте, затоа што не сме имале каде да го направиме тоа. Очекувам дека тоа конечно ќе го разбиеме, ќе го разбереме, дали ќе биде тоа од страна на медиумите или ќе го направиме заеднички, да направиме места каде што ќе можеме да наоѓаме, каде што ќе можеме да најдеме целната. Ние во цела Македонија имаме два, исправете ме ако грешам, портали или ајде ќе ги речеме изданија кои што опфаќаат економија и бизнис. Два. А имаме веројатно 200 портали кај што е вчера што излезе, како се викаше, мис? Да. На 200 портали ќе имаме таа Невенка, Трав, како се. Ја месте в местената, ние не знам вчера што се случуваше. Ви благодарам многу на сите. Уште еден голем аплауз за гостите.